Системот 7-6 предизвика поделеност, полемики. Луѓето коментираат, добро е да се игра, не е добро да се игра цела надпревар. Еве од прва рака играта на кружните напагачи е од витално значење во овој систем. Како тебе ти изгледа да се игра 60 минути 7-6? Па, од моја гледна точка, од моја страна, бидејќи ја и Столе сме тука најизложени во ова 7-6, е супер тешко, не викам не, но и може да се каже дека многу полесно доаѓаме во шанса да направиме нешто добро сен мерец, да постигнеме гол, отколку од 6-6 се разбират. Тоа ти е меч со две оштрици, доколку не погодиш, не постигнеш гол, може да ти исконтрираат, не дај Боже, како што се случи со Хрватска, да стигне после промашен шут директно во нивна рака топката и веднаш да реализираат они. Значи, како што кажав, меч со две оштрици, но доколку не правиш технички грешки, доколку реализираш тоа што е доколку реализираш, постигнеш гол, мислам дека нема никаква шанса ни за одбрана, ни да се надева за нешто повеќе. Физички како стои репрезентацијата? Чувствувате ли замор по овие 3 надпревари во 4 дена или пак се е контролирано? Па, секако некои играчи што играат повеќе секако дека чувствуваат замор, но сето тоа се контролира. Имаме одличен медицински тим, физиотерапевти се грижат за нашето здравје. Значи секој играч си се дозира себе си како на тренинг, така користи дневниот одмор. Значи мислам дека се оди во на линија каде што ќе бидеме одлично спремни за наредните 2 надпревари. Ако ја прескокнеме Шпанија и веднаш дојдеме до Исланд, како гледате на тој меч и притисокот кој што го чувствува едната или другата репрезентација? Ќе биде ли неуспех за нас ако не го победиме Исланд и за нив ако загубат од Македонија? Па мислам дека тука според мене шансите се 50-50, секако ќе биде неуспех и за двете репрезентации доколку не се пласираат во наредниот круг. И ние сме дојдени за да ја поминеме групата, секако дека и они, секако дека ќе биде неуспех, доколку и ние не успееме, и они успеат. И ќе биде успех ако ние успееме и они успеат. Но мислам дека ќе биде тоа една изедначена битка, една изедначена борба, надпревар, каде што финесите, каде што оние ситници ќе значат кој ќе ги освои тие бодови, кој ќе се пласира во наредниот круг. Благодарам многу.